Откако се установи дека есенскиот бран од ковид пандемијата е доста поголем од првиот пролетен бран, се зголеми и потребата од слободни кревети во клиничките болници боци со кислород. Во клиничката болница во Штип денеска се донираше боци со кислород, бидејќи овде има потреба од истите. Успеавме со донатори, овој пат морам да ги пофалам од Штип, општествено одговорни фирми кои што ни помогнаа, Мебел инженеринг, Никитго, како и многу пати до сега излегува во пресред. Со нивна помош успеавме да набавиме и плюс нови 25 регулатори за кислород, така да сметам дека во наредниот период сме доволно спремни да пречекаме било какво бран и било какво зголемување на бројот на тешки пациенти. 15 кислородни боци чинеле околу 180.000 денари. Дел од средствата на клиничката болница Штип, дел од средствата од донаторите, ни кажа доктор Георгиев. Клиничка болница Штип по распоредите на 16 декември на преговори со фондот, ќе бидат онлайн, се разбира, ради ситуацијата со короната. Ќе преговараме, а до крајот на годината ќе го и знаеме со кој буџет ќе располагаме идната година. Што се однесува до вработувањата, нашиот план за 2021 година за вработување е усвоен и во Министерство за здравство и во Министерство за информатичко општество и администрација. Имаме над 50 дозволени вработувања идната година, од кои што дел се од здравствените работници и помошно-технички персонал, а делни се од администрацијата кои што ни се како потребни. Во споредба со месец октомври во кој беа потрошени над 14 тони кислород, во ноември се задржа трендот на зголемена потрошувачка, па беа потрошени 15 тони кислород. За таа цел со новите 15 кислородни боци се прават резерви за да не се доведе клиничката болница Штип во ситуација да остане без него, соопшти денеска доктор Георгиев.